Случајот со 45 годишната струмичанка која на 2 јуни почина во затворот во Идризово се уште ја бранува јавноста. Низиното семејство обвинува дека одговорноста за смртта лежи кај командирите и лекарите во затворот, кои не ја овозможиле соодветен третман. Тие пред камерите на нашата телевизија раскажуваат како вечерта неколку пати им се јавила, тврдела дека е тепана и барала да одат да ги види за последен пат. Само 15 минути по низиниот повик, кога се обиделе повторно да ја контактираат, им било соопштено дека починала. Вела дека се сомневаат во веродостојноста на информациите дека здравствената состојба долго време и била влошена и дека кобната вечер и се слошило, пошто ништо не можело да се направи. Се жалат што без нивна согласност е направена обдукција и уште истиот ден телото е испратено за погреб во Струмица. Велат дека поради сите сомнежи се решени овој случај да го истераат до крај, а жалби да поднесат и до европските судови. Во 3 пати исто моментално кажувала, јас сум многу тепана деца. А вие да се чувате меѓу себе браќа, пребидејќи ја ќе умрам, толку сум тепана. Овие после тоа пак се јавува девојчето, пак дојдете шо побргу да ве видам. Овие мислеле дека тепана од полицајци со шлаканици. Она била толку тепана до умирачка. После 15 минути се јавува децата и кажува дека мртва била, умрела. За 15 минути тоа пред еден ден, она пред 2 дена или колку е истепале. На втори. И значи толку била тепана, ој до умирачка ја доведеле и после изјавувале дека девојчето од сама себе умрела, болна била. А она од втори, кога се јавил на децата, која им рекол дека е сварно тепан, и после тоа колку се реагирале они, колку сакале да го задржат во болницата или во стационарот, или во државна болница, дали е однесено или дали не е однесено поради тепањето, поради модриците, тоа не го знаеме. Отопсијата е направена, после 20 дена ќе ни пуштат документ од што е умрена. Директорот на затворот Живко Пејковски во телефонски разговор за телеканал А1 потврди дека имал средба со семејството на починатата, но ги отфрла сите обвиненија дека таа била малтретирана од страна на вработените во Идризово. Според него 45 годишната струмичанка постојано се жалела на здравствени проблеми, па поради тоа често била на скопските клиники, а многу пати за неа била повикувана и брзата помош. Тоа што го кажуваат тие беа вчера кај мене, беа при мене на разговор. Апсолутно нема никаква врска со тоа што тие обвинуваат. Самиот факт че таа оседенечка 20 пати е носена у клиники, многу пати е брза помош викана за неа и најверојатно обдукцијата ќе покажи за што се работи и како се работи. А од наша страна, од страна на надзорната служба воопшто не е ниту малтретирано, ниту така. Од јануари досега ова е 6-тото осудено лице кое починало во најголемиот затвор во Македонија. Починатата струмичанка била осудена на 8-годишна затворска казна за посредување во проституција на малолетни лица, а до смртта имала одлежано 5 години од казната. Народниот правобранител Иџет Мемети има покренато постапки за сите смртни случаи од почетокот на годинава.